Крумичко Владевци е едно од најголемите оранжерии за производство на сезонско цвеќе во земјава. Во овие пластеници на површина од 2 хектара годишно се произведуваат околу 2 милиони сакси цвеќе. Пред корона кризата, за 8 март се продала речиси целата планирана роба. После 8 март, значи, настанаа проблеми со кои нашето производство не може да се пласира на пазар, ради настанатата ситуација. Управителката на оваа компанија, Сонја Маџункарова Василева, вели дека извозот е целосно запрен, а на домашните потрошувачи сега не им е досадење цвеќе. Па оваа црвена сардела наместо во нечи двор и натаму расте под пластениците. Цвеќето се гледа моментално, значи дека е во полна фаза за продажба на пазарот. Значи се гледа полн цвет во кој има и дел од цвеќињата веќе кои почнуваат да прецутуваат. А такви веќе никој не ги купува. Истото се случува и со останатите сорти. За прецутеното веќе, значи, пласман нема моментално, но оваа цвеќе ако не се пласира на пазарот за 10 дена, значи исто ќе стигне до оваа фаза. Нивните вработени сега ги подкаструваат пораснатите цвеќиња во обид да спасат дел од производството. Тоа е продолжување на век на цвеќето, но само одреден период, значи ние тоа не можеме да го правиме, значи, тековно. Тоа е продолжување за 10 дена. Просторот е преполнет и со стасаната бегонија, па дел од цвеќињата се закачени да висат, а системот за нивно наводнување е дополнителна инвестиција направена пред неколку дена. Доколку не излезе на продажба, значи цвеќето ќе сме приморени да го уништиме. Имаат вкупно 17 вработени, кои засега не планираат да ги отпуштат. Вообичаено сезонски ангажираат уште 20 на работници, но нема да ги повикаат зашто за нив во овие околности нема работа. Ама ние со тие мерки моментално, значи за плата, за да не ги покријат трошковите за плата, не би издржале. Зошто? Затоа што ние имаме милионски суми на уложени средства за производство, а кај нас, значи за работниците тоа не би го спасило фирмите. Исто и банкарските кредити, значи како што ги имаме земено, дополнителна мерка што го имаше, мерка што го имаше превземено владата, аконтација, што е само одлагање на плаќањето. Нашиот трошок повторно пропаѓа. Прашавме дали производителите на цвеќе покрај владините мерки можат и самите да го одврзат кесето за да си го спасат бизнисот во актуелната криза. Ние кесе, значи, имаме од банките. Значи, кои што веќе имаме земено банкарски кредити и кои веќе сме задолжени во банките. Значи, ние треба да оствариме приход, да ги вратиме веќе кредитите. Значи, да плаќаме другите трошкови, значи тековните трошкови, да плаќаме за останати, значи трошкови за што имаме направено за репроматеријали. А ние, значи, моментално во ваква ситуација, значи не можеме да планираме и тековно есенско производство. Затоа бараат владата да донесе дополнителни мерки, со кои би се формирале комисии да дојдат на лице место, значи кај сите производители на цвеќе, да го видат фактичката состојба на цвеќето, да направат некој попис на цвеќето, на тоа производство колку бичинале, и доколку, значи, цвеќето не излезе, значи не се пласира на пазарот, не се продаде, пошто ние се надеваме дека цвеќето може ќе се продаде, но доколку не се продаде, значи да ни се обештетат кај нас трошковите на непродаденото цвеќе. Ова е тетова. Според последниот попис со 80.000, според сегашните проценки со околу 100.000 жители. Толкава популација веројатно е добра за водење бизнис, но станува се потешко во услови на корона криза. Еве како сега функционираат малите бизниси. Ви ја пренесуваме атмосферата од тетовската чаршија, како и приказните на еден физиотерапевт, на еден бербер и на еден угостител. Уличката што води кон познатата тетовска горна чаршија има многу дуќани, затворени. Насир Сулемани отворил само за да го исчисти снегот пред локалот. Вели дека муштерија не влегол веќе 20 на дена.
Нему добро би му дошла мерката за исплата на минимална плата. Моментално ја имам 7 работници со стаж. Барем платите да ги земат. Во некои од мерките полза гледаат и во овој салон за физикална терапија. Во него има 6 вработени, а дневно сега им доаѓаат само неколку клиенти. Сала на масажа. Жалосно, на ова време, вакви услови, да биде прасно. Физиотерапевтот Авни Кучи вели дека одржувањето на хигиената е стандардно, а сега и редовно дезинфицираат. Сепак, контактот со пациентите е многу близок, па ретко кој се решава да дојде на масажа. Штети кадан ти са бенефите, дие премиери шум бенефите, нук едим адохим да ни пакет неве, посидочетиет унчкаком. Гаветја кредот ја пунтора нугу дзойтилшој. Пунтора донгелингто. А кредит, нук е дичвара, до 6 дичка гаветја пунторат нук илшој гапуна. Може би масажа може и да се прескокне, но не и подстрижување. Седат Османи е познат бербер во Тетово, во Иснафот е 20 години. Вели дека сега доаѓаат околу 30% од редовните муштерии. Şimdi biraz artık insanlarla tek tek çalışıyoruz. Bir bir kabul ediyoruz. İnsanlarla randevu alıyoruz telefonlarla. Soruyoruz halin nasıl, hastaysan çıkma, bizleri de hasta etme diye. Дел од владините мерки се однесуваат и на занаетчиите, како Османи. O yüzden inşallah devletimiz bizlere yardım eder. Zannetçi olarak gibi. Bize bari kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu inşallah karşılarlar da ayakta durmak için. Yoksa kendimiz başa çıkamayız. Anca bir aya kadar belki dayanırız, belki dayanamayız. Далеку попесимистички на оваа состојба гледа Ненад Петровиќ, кој е собственик на еден од непознатите ресторани во Тетово. Нема многу надеж, зашто со забраната за работа, угостителите немаат ниту денар прилив. Средствата на заработувачката се многу мали. Со тоа што не можеш да планираш за поголем дел дека можеш да обстанеш. За да можеш да финансираш нешто и за да можеш да помогнеш у оваа криза. Едини спас кај што се чека сега е тој помош од држава. Колку и како државата ќе помогне и како ќе помогне, треба да се види, треба да се зачека. Има некои од тие приватници што толку годишно работеле може да го издржат тоа, како што реков, тековниот месец и уштеден можда месец. Само толку е. Толку е затоа што, пак ќе кажем, ќе се навратим, заработката не е како што било порано. Размислува за подигнување бескаматен кредит, но се уште не одлучил бидејќи вели тоа е дополнително задолжување на веќе постојните кредити. За мерката минимална плата за вработените вели дека ќе помогне, но само за почеток. Ако се земе 14.500 денара, значи минималецот, ние се обврзани заклучно со септември месец да не смееме бројката на вработени да ја намалиме. Која е гаранцијата дека после опорувањето на ова све, какав ќе биде капацитетот на работа и дали тие вработени што биле до март месец или заклучно со февруари и како ќе се оправиме, дали таа бројка на вработени ќе ни треба нас. За ние понатамо и со исто темпо да продолжиме со работа. Тоа ќе биде тешко. Многу. И покрај затворената порта пред неговиот ресторан, Петровиќ веќе размислува како би течело опоравувањето во неговиот сектор кога кризата ќе заврши. Време кое едва го чека, но за кое смета дека ќе биде уште поголем предизвик од сегашниот.